Последната пресконференција пред изборниот молк за презремените парламентарни избори, кандидатот за пратеник од Коалицијата за подобра Македонија, предводена од ВМРО ДПМНЕ, Иван Иванов, ја искористи уште еднаш да ги потсети граѓаните за се што направила владата на Никола Груевски за општина Кочани и поширокиот регион, од аспект на реализирани проекти, странски инвестиции, отворени нови работни места, како и поддршката која во изминатите 4 години ја имаат земјоделците, невработените преку отворање на приватни бизниси, пензионерите и сите други. Почитувани сограѓани, уште не цели 2 дена не делат од изборот во каква држава сакаме да живееме. Избор кој ќе го направите вие, граѓаните од Кочани. Почитувани сограѓани, ќе треба да изберете помеѓу два концепти диаметрално спротивни. Едниот нуди отварање на нови работни места, повисоки плати, повисоки пензии, изградба на автопатишта, изградба на детски градинки, субвенции за земјоделците и цела низа на други проекти и мерки опфатени во програмата реално, со кои се решаваат секојдневните проблеми и се подобруваат условите за живот на сите граѓани на Република Македонија. Вториот концепт нуди хаос, нуди шарени лаги и нереални ветувања, нуди редефинирање на државата, нуди двојазичност на целата територија на Република Македонија, нуди кантонизации, нуди федерализации, нешто кое што сите го видовме како опозицијскиот лидер бесрамно го нуди при посета на албанската диаспора во Швајцарија. И во крајна мера нуди распаѓање на државата. Од изборот кој ќе го направите вие, зависи вашата иднина и иднината на вашите деца. Во недела, пред да отидете на гласање, ве повикувам да се присетите на промената на знамето, на промената на името, да се присетите на Законот за територијална поделба на државата, да се присетите на Струга, на Кичево, да се запрашате со кого лично вие мислите дека ќе ви биде подобро, кој може да обезбеди отварање на нови работни места, кој подобро може да ги брани националните интереси на Република Македонија и од кого вие нема да се срамите. Јас знам дека вие, граѓаните на Кочани, ќе го направите вистинскиот избор. Кочани од секогаш имало патриоти кои секогаш застанувале во одбрана на државата кога тоа било потребно. Сега е такво време. Сега е време да се одбрани државата, но не со оружје, туку со пенкалото во рака. Сега е време да покажеме што ние можеме да направиме за државата. Сега е вашето време, кога гордо ќе можете да кажете дека и вие сте биле една од генерациите кои ја бранеле Македонија. Затоа ве повикувам во недела масовно, во раните утрински часови да излеземе на гласање и да го дадеме гласот за оние кои градат, за оние кои создаваат, за коалицијата за подобра Македонија, предводена од ВМРО ДПМНЕ и бројот 1. Да покажеме дека знаеме и сакаме да си ја сочуваме независноста, сувереноста и унитарноста на државата и да испратиме јасна порака на оние кои не им мислат добро на Македонија. Да покажеме дека само овој народ и никој друг е собственик на ова парче земја. Заокружете го бројот 1 за вас и за Македонија. Вие, граѓаните на Кочани, знаете што е подобро. На новинарско прашање за фатено лице кое нелегално се снабдувало со огромно дрво, Иванов со одговор. Да, точно е тоа, имавме ние уште во вчерашниот ден од луѓето кои што биле очевидци на настанот таму, дека мојот против кандидат пристигнал на местото на настанот и со омаловажување кон лицата кои ја вршиле својата должност се однесувал. Дали сега тие дрва требало да завршат како изборен подкуп или пак нервозата во партијата со веќе известниот резултат на изборите полека се од врвот на партијата се спушта во пониските ешелони, ќе оставиме да покаже истрагата.